Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите шпански пудинг од јаболка, печен во рерна. Јаболката ги лупиме. Ги сечкаме на ситни коцки. Во тенџере на оган го ставаме жолтиот шеќер. Додаваме 1 лажица вода. Во тенџерето со растопениот шеќер ги додаваме исечканите јаболка. Во друго тенџере на оган го налеваме млекото. За арома го додаваме ванилиниот шеќер. Кришките леб ги сечкаме на коцки. Откако млекото ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. И тенџерето со омекнатите јаболка го тргаме од оган. Во тркалезна тава број 22 намрсена со путер, нанесуваме половина од коцките леб. Врз нив ги нанесуваме коцките омекнати јаболка. Прекриваме со преостанатите коцки леб. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Матиме со миксер додека не обелат и не станат пенести. Постепено го налеваме топлото млеко. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. За арома го додаваме циметот. Потоа во садот рендаме морско оревче. Промешуваме. Со смесата ја преливаме содржината во тавата за печење. Тавата ја ставаме во поголема тркалезна тава. Во поголемата тава налеваме околу половина литар топла вода. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме на пареа 60 минути на температура од 180 степени. Тавата со испечениот пудинг ја вадиме од рерна. Потоа ја вадиме тавата со изладениот згуснат пудинг од тавата со вода. Пудингот го сечеме на триаголни парчиња. На чинија за сервирање ставаме 1 парче шпански пудинг од јаболка. Декорираме со форма на рак од парчиња јаболко и 2 карамфилчиња на место очи на ракот. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 60 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!